Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Драстичните временски промени се удар врз здравјето на луѓето, особено за хронично болните. На местноста Бањиче се санираат критичните точки, патот затворен за автомобили. Интересот за читање книги кај тетовските читатели покрај пандемијата не е намален. Драстичните временски промени кои се случуваат периодов се удар врз здравјето на луѓето, особено за хронично болните. Лекарите советуваат овие пациенти редовно да ја земаат пропишаната терапија, а доколку им се јават проблеми да побараат медицинска помош. Вчера лето, денес зима. Вака граѓаните знаат да ги искоментираат драстичните промени на временските прилики кои често се случуваат периодов и не се далеко од вистината. Сведоци сме на температурни шокови со големи разлики во едно деноноќие. Нагли премини од сонце и ведро небо во облаци, обилни врнежи и ветер. Лекарите појаснуваат дека електромагнетните импулси кои се создаваат во атмосферата кога се менува времето, врз организмот влијаат и поттикнуваат реакција. Ако промените се екстремни, представуваат удар врз здравјето на луѓето, особено за хронично болните. Кај нив најчесто се јавува проблем со регулирање на крвниот притисок, главоболки, како и ревматски тегоби, кај кои променливото време директно влијае на влошување на состојбата. Доктор Маријан Силјановски од службата за итна медицинска помош во Гостивар вели дека има пациенти кај кои при реакции на осцилации на времето редовната терапија не делува доволно и мора да се интервенира со нешто плюс. Временските услови се влијаат на здравствените проблеми кај луѓето во многу. Значи, кај едни пациенти кои што се хронични, најчесто кај хроничните пациенти кои што се земаат и покрај земањето на редовната терапија, хронична терапија, сепак наидуваат на проблеми кај што мора да излезе, мислам да им излеземе во пресреден ние. Значи, идат пациенти кои што се со висок притисок, кои што пиеле терапија редовно како што треба, или со реуматски проблеми, но сепак покрај пиењето на таа терапијата мораме да излеземе пресреден ние ординираме терапија ампуларна, бидејќи како што кажавте временските услови се многу променливи, така што и пациентите има дополнително се обраќаат кај нас на помош ради тоа што имаат некои потешкоти во нормалното функционирање во секојдневието. Лекарите советуваат хронично болните лица редовно да ја земаат пропишаната терапија, а доколку им се јават проблеми да побараат медицинска помош. За општо подобрување на здравјето и јакнење на организмот препорачуваат секојдневно пешачење и избалансирана исхрана. Нагласените температурни разлики предизвикуваат тегоби и кај граѓани кои не патат од хронична болест. Во вакви случаи најчесто се работи за појава на поспаност, главоболка, лошо расположение, пат на концентрацијата и слично. Ниските температури уништија половина од овошните насади во Тетовско. Сторија на Милена Вучевска. Покрај вообичаените проблеми со ниските откупни цени, немањето пласман, но и поголема помош од државата, годинава маката на овоштарите ќе биде уште поголема. Ниските пролетни температури уништија половина од овошните насади во Тетовско. Овоштарите сега се надеваат и се молат следниот период да нема минусни температури, за да успеат барем нешто да спасат од годинешниот род. Проценките се дека ако вообичаено имало околу 40 тони род по хектар, оваа година се очекува да има едва и 15-тина. Ако пројдеме добро со ова што останало, понатаму имаме фактори заштита, фактори наводнување, фактори џубрење и така натаму, фактори берби, квалитет и така натаму. Се ќе зависи што вкупно ќе влезе како трошоци у тоа. Значи, продажните цени, пазар и проблеми има. Негде на граница на рентабилност. Тука не би рекол дека е заработувачката многу голема, меѓутоа што е тоа, мора да се работи.
Проблемите на овоштарите се бројни, поради тоа и познатото тетовско јаболко го има се помалку. Само во општина Брвеница во минатото имало јаболкови насади на околу 350 хектари, последниве години на едва и 15-тина. Иако е познато поврниот квалитет, наместо да се заштити и промовира, тетовското јаболко може да исчезне. Дожд и променливо облачно време во регионот во деновите од викендот, се до понеделник. Од вторник веќе се очекува времето полека да се стабилизира и температурите да бидат во пораст, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. До изутрина за изминатите 24 часа измерени се 5 литри на квадратен метар воден талог во Тетово. А од изутрина е облачно, така и насекаде во Републиката, со повремени врнежи од дожд, но повисоко на Шар планина, на највисоките врви, овие врнежи денеска ќе бидат повремено и од снег. Денеска ќе преовладува облачно време, со повремени врнежи од дожд и во полошкиот дел, а температурите денеска ќе бидат во интервал од 8 до 16 степени, во Тетово температурата до 12 степени. Во текот на ноќта врнежите малку ќе намалат, а во следниот ден повторно ќе имаме врнежи од дожд, но променливо облачно време со сончеви периоди и температура во Републиката од 12 до 18 степени, во Тетово утре температурата до 14 степени. Во следните денови ќе преовладува променливо облачно повремено со поинтензивни врнежи од дожд и со појава на ретки грмежи до понеделник, а од вторник врнежите ќе намалуваат и ќе се стабилизира полека времето, температурите па во тие денови ќе бидат во пораст. На местноста Бањиче се санираат критичните точки каде што имаше опасност од свлечишта. На терен се работи со соодветна механизација, а патот е затворен за автомобили. На местноста Бањиче се санираат критичните точки каде што имаше опасност од свлечишта. Се работи за локацијата во близина на хидроцентралата, каде што неодамна беа разрушени подпорните ѕидови. Од секторот за односи со јавност од Тетовската општина информираат дека се работи на терен со соодветна механизација, а патот е затворен за автомобили. Додадоа дека ова се планирани активности со цел да се обезбеди просторот за граѓаните кои се рекреираат и возилата кои поминуваат на ова место да не бидат изложени на опасности. Веќе подолг период критичните места на оваа локација беа видливи, а состојбата особено се влошуваше кога временските прилики се неповолни и има врнежи. Од општината исто така информира дека веќе една недела се работи на санирање на критичните точки преку ангажирање на компанија која има механизација за да работи на терен. Ретки беа рекреативци кои денес се упатија на местноста Бањиче со оглед на големите камења кои во моментов се на патеката, но и големата количина на кал. Им се препорачува на рекреативците доколку се упатуваат кон местноста Бањиче да бидат особено внимателни, иако местата каде што се работи се соодветно обележани. Интересот за читање книги кај тетовските читатели покрај пандемијата не е намален. Бројот на нови читатели е во пораст, а читателите преферираат книги од различни жанрови. Интересот за читање книги кај тетовската читателска публика не се намалува. Во Националната установа библиотека Кочо Рацин во Тетово и покрај пандемијата расте бројот на нови читатели. Тетовската библиотека има голем избор на книги, моментално располага со 80.000 наслови. Книжевниот фонд во библиотеката, согласно барањата на читателите, и оваа година ќе биде збогатен. Сега да ви кажем, ние правевме една година под пандемија, да кажеме. Ние лани 5 месеци не работевме заради безбедности причини, тоа беше одлука од влада, не виси од нас. Иако што беше пандемија, еве имаме статистики овде, што кажуваат и на време на пандемијата не паѓа интересот за читање, значи, па да кажеме слободно, ове влие обратно. Ове ја како веде директор,
Вчера и задвчера сум правил тие статистики, сум го видел од 2020 и на тој период што не сме работиле. Значи 5 месеца и другите што сме работиле, заинтересираност за читање беше многу голема. Има пораст на нови читатели, има фреквенција на читателите доста у библиотека и ние сме задоволни. Ние не го прекинавме збогатувањето со нови наслови, нови книги. Значи, секоја година го држиме трендот и тој е проект од Министерство за култура, да го спомнам тоа. Имаме доволни средства за овие основи збори што работиме. Тие и ове година пуштат средства за да го збогатиме библиотека со нови книги. Повозрастните читатели преферираат романи, психолошки книги и трилери. Студентите најмногу читаат стручна литература, а во детскиот оддел се позајмуваат лектири. Странските автори се попривлечни за читателите, но се читаат и дела од македонски писатели. Се запишани сите категории, да кажем. Од првачиња, од 6 години до 9, еден сектор, еден што работи, детска библиотека се вика, и кај возрастните го викнаме ние сите категории, значи од средношколци, студенти, интелектуалци, пензионери, невработени, вработени, значи сите категории. Сега различно е што сакат да читат. Еве, например, има период кога студентите читат стручна литература што му треба за испити, средношколците некогаш кога ги имат лектирите, после се фокусират на слободно читање, за романи, психолошки, трилер читат. Значи, сите категории на книги ги читат тие. Нема некоја само да се фокусира на едно нешто. Чудно и кај нас тоа функционира, значи, сите категории читат сите различни книги, значи, сите ги кружат. Не, например, да се земе една книга и ќе седи на рад. Не е тоа. А повеќе се читат тие странски автори, што имаме преведи и на македонски и на албански, па и од нашите автори и на македонски и на албански ги читат. Предходната година, поради пандемијата, библиотеката одредено време не работеше, а моментално работи со скратено работно време, согласно протоколите за заштита од COVID-19. Пријавена измама од 55 годишен жител на Тетовско село. Ова се деталите од информациите на секторот за внатрешни работи Тетово. Денес во 12 часот во полициската станица Тетово, 55 годишен жител на Тетовско село пријавил дека бил измамен од 38 годишникот село Желино Тетовско. Според пријавеното, тие пред нотар во Тетово склучиле договор пријавениот да му изврши градежни работи, а за возврат му било дадено патничко возило Volkswagen Touareg во вредност од 12.000 евра, додека градежните работи чинеле 10.000 евра. Како што е пријавено, во договорот стоело дека 38 годишникот не смее да го отуѓува возилото, но дека не ги изврши градежните работи. Но тој ниту ги извршил градежните работи, а со помош на вработена кај нотарот го отуѓил возилото. Секторот за внатрешни работи Тетово работи на преземање мерки за расчистување на случајот. 5150 сообраќајни нерегуларности евидентирани во првото тромесечје од оваа година, многу повеќе од истиот период минатата година. Од секторот за внатрешни работи информираат за статистиката на сообраќајни прекршоци на подрачјето на Тетово и Тетовско. Во првото тромесечје од оваа година, полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, во Тетово и Тетовско вкупно откриле и законски санкционирале 5150 различни видови неисправности, односно сообраќајни прекршоци, или 877 повеќе во споредба со истиот период лани. Во контролните активности, редовни и акциски, поради констатирани прекршоци, биле исклучени 160 возила. Најмногу од исклучените возила, 93, биле со истечена регистрација, повеќе од 30 дена. Кај 66 возила констатирана е техничка неисправност, а кај едно возило откриен е претовар. Во овој период, исто така од сообраќај биле исклучени 536 возачи, од кои 326 управувале без возачка дозвола, 67 по дејство на алкохол, 113 возачи почетници, 7 со несоодветна категорија и 23 со важечка забрана за управување.
Во првиот годинашен квартал, поради утврдени недостатоци прекршувања на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за возила, времено биле одземени 127 возачки и 124 сообраќајни дозволи, додека паек службата вкупно подигнала 398 непрописно, односно погрешно паркирани возила. Одбојкарите на Универзитет Тетово загубија со 3:2 од Џио Струмица во финалната серија за шампион на Македонија и сега имаат негатива од 0:2 во победи. Следниот надпревар ќе се одигра во вторник во Струмица. Машката одбојкарска екипа на Универзитет Тетово во еден возбудлив, израмнет и на моменти тензичен надпревар загуби од Џио Струмица со 3:2 на домашен терен. Тетовските одбојкари сега имаат негатива од 0:2 во финалната серија, во која шампион на Македонија ќе биде екипата која прва ќе стигне до 3 победи. Тетовските одбојкари одлично го започнаа надпреварот и го добија првиот сет со 25:20. Вториот сет им припада на гостите со 25:16, но во третиот сет Универзитет Тетово повторно дојде во водство, откако го освои сетот со 25:22. Последните два сета им припаднаа на одбојкарите на Џио Струмица со 25:19 и 15:12. Несреќен за нас затоа што у регуларниот дел завршивме втори, тие автоматски почнува со една победа пред нас. Сега 2:0 за нив, а се игра од 3 добиени, следната е кај нив дома. Па ништо не запираме тука, мора да пробаме да се вратиме. Ете денеска нијанси како и понад прошлите утакмици, нијанси одлучуваат. Идемо дале, главата горе, па да видиме да пробаме тамо да ги добиеме, па да се реваншираме дома и да одлучиме мајсторка. Се надеваме на добра игра, на добар резултат, па да видиме надале. Добро, да, вистински дерби надпревар, како што рековте, тежок надпревар, чим заврши од 3:2, стварно е тежок и за двете екипи. Па ние почнавме лошо. Првиот сет имавме лош прием, домакините со нивниот добар сервис неоддалечени од мрежата. Ние успеевме да се вратиме во вториот сет. Ние со наш добар сервис, така да го вратиме и одбраната и блокот. И тука е клучното прашање за победникот, значи одбраната и плюс блокот. Следниот надпревар од финалната серија за шампион на Македонија ќе се одигра во вторник со почеток во 19 часот во спортската сала Парк во Струмица. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатен викенд.